Проектот на УСАИД Партнерство за подобар бизнис регулатива е имплементиран од Епицентарот Интернационал и 4 клучни партнери: Стопанската комора на Македонија, Стопанската комора за информатички и комуникацијски технологии МАСИТ, Стопанската комора на Северозападна Македонија и Сојузот на стопански комори на Македонија. Денеска беа иницијатори да се одржи форум на тема преку интернационализација на стопанството до поголем економски раст во Македонија. Овој форум се одржа во хотелот Фени. Целта на истиот е да се адресираат моменталните предизвици и постојните бариери во процесот на интернационализација со кои што се соочуваат извозно ориентираните компании во Македонија, а воедно да се овозможи интерактивна дискусија и размена на искуства, со што ќе се утврдат можностите за зголемување на извозните капацитети на овие компании. На настанот присуствува голем број представници на фирми од Кавадарци и од регионот како и од Македонија, а истиот се одржува 2 дена. Првиот ден денеска во Кавадарци, а вториот утре во Скопје. За суштината на денешниот форум говорија Јадранка Ризанковска од Стопанската комора на Македонија, Љубомир Димовски од Епицентарот Интернационал Скопје и од Канцеларијата за економски развој на УСАИД Македонија Татјана Марковска. Овој форум е во рамки на проект на USAID и би сакала во исто време да ја поздравам Тања Марковска, која е представничка на Канцеларијата за развој на USAID Македонија и која е денеска тука со нас. Форумот, како што кажав, е дел од проектот Партнерство за подобра бизнис регулатива. Целта на овој проект е пред се заеднички сите 4 комори, како што кажав, значи партнери во овој проект се Стопанската комора на Македонија, Стопанската комора на Северозападна Македонија, МАСИТ и Сојузот на стопански комори, менаџирани или раководени од страна на Епицентар Интернационал. Исто така би сакала да го поздравам и Љупчо Димовски, кој е денеска тука со нас, како координатор на овој проект. Целта во суштина е заеднички да можеме да овозможиме самото законодавство или регулативите кои се однесуваат на бизнис секторот во Македонија, да ги усовршиме до тој момент да се створи една добра бизнис клима, односно компаниите да немаат, да ги елиминираме сите проблеми кои компаниите ги имаат со одредени регулативи при самото работење. Самите проектни активности вклучуваат оценка на тековните регулативи, правни барања во однос на предпријатијата и како да им се помогне да се исполнат тие барања на самите компании, како и воспоставување на механизам за јавно-приватно партнерство за унапредување на реформите понатаму. За нас ова е исто така многу значајно, затоа што сметаме дека со добар диалог помеѓу бизнисот и владата, голем дел од грешките или проблемите кои се јавуваат во законската регулатива може да се променат. Македонската економија како мала економија, за да има успешен економски развој, едно истражување покажува дека извозот треба да учествува со над 70%. Но се случува дека во Македонија извозот е едва 50% и со самото тоа не можеме да очекуваме голем економски раст. Она што треба да го потикне економскиот раст е правење на некаква реиндустриализација или како сакаат научниците да кажат, значи да се направи нова стратегија за да се одредат кои се тие клучни сектори во Македонија кои може да го покренат самиот извоз и понатаму да се вложува во тие сектори и да се помагаат за да може да се зголеми самиот извоз. Едно од прашањата кое што поставивме е дали компаниите се вклучени во процесот на носење на бизнес регулатива. Значи 74% скоро од фирмите кои што беа анкетирани, ако се земе тоа као некој репрезентативен пример, сметаат дека фирмите не се вклучени во носењето на правната регулатива, што мислиме дека е поразувачки факт. Понатаму имаше цел сет на прашања кои што беа поврзани со инспекцијските наоди. Едно од прашањата беше, цел сет на прашања имаше за тоа дали која е сврхата на инспекцијскиот надзор, дали
да се натераат фирмите да се усогласат и подобро законски работат или да се казнат фирмите, односно да се едуцираат. Значи при овие прашања 71% од испитаните фирми во суштина не добиле покана за доедукација, да кажеме, што е исто така. При вршење на инспекцијскиот надзор, значи 20% имаат одговорено дека инспекторите инсистираат да најдат неправилности и да канат. При истражувањето исто поставивме прашања дали при некаков инспекцијски навод фирмите се жалат. Овдека на слайдот тоа не се гледа, али повеќе од 50% од фирмите при тоа одговориле дека никој не се жали на наводот на инспекциите. Со други зборови се прифаќа наводот без поговор на тој што го се добива. А пак тие што решаваат да се жалат, на повеќе од 44% не им се прифаќа жалбеното барање. Преку Американската агенција за развој веќе навистина долго време работиме со дел од вас да ви помогнеме да унапредите конкурентноста, да развиете нови производи и услуги со подобар квалитет, со поголема додадена вредност и слично. Меѓутоа, сето тоа нема да даде некој голем ефект доколку деловното обкружување не е такво да ве мотивира и да ве овозможува полесно да настапувате на странските пазари. Од анкетата што ја направи проектот, а и од други анкети и анализи, е очигледно дека Македонија и покрај тоа што формално ја нарекуваме земја со многу лесна деловна клима, во реалноста тоа воопшто не е така. Има голем број на пречки кои што ве оптоваруваат вас како менаџери и ве тераат секојдневно да се занимавате со новите регулативи, со новите правни барања што се наметнуваат на вас, со тарифните и нетарифните бариери при извозот во други земји и слично.